Маринела Мајнова, 3-та година, правни студент. Покри си ја половината, за да се множи татковината. Одличен слоган за некоја следна владина кампања за зголемување на наталитетот. Или нешто покреативно. Со секое дете сме поблиску до Бога. Нов критериум за верата на граѓаните. Или сте родилки, или сте народилки. Или сте верници, или поголеми неверници од вас нема. А кога веќе ја декриминализиравме клеветата, ги амнестиравме хашките случаи, можеме и да донесеме закон за задолжителни сексуални односи. 5 пати неделно, ама дословно да кажете. А ако сакате приватност, можете да си повикате и комисија. Простете, но мене цел овој концепт ми е малку чуден. Јас како жена и една мајка се трудам да разберам која улога треба да играм во овој театар. Решението на проблемот не лежи под Јорган Планина. Уште помалку во проповедање за вербата во Бог, затоа што веќе не се знае кој е политичар, а кој е поп, бидејќи сите исто проповедаат. Коренот на проблемот се наоѓа во комплетната демотивираност за проширување на семејствата. Не поради недостаток на желба, туку поради недостаток на финансиска жица, која треба да го врзе овој први и следниот први во месецот. И тоа е факт. Фактот дека државата нема право да навлезе во сувереното и уставно загарантирано право на избор и право на основање семејство на секоја индивидуа. Државата треба да работи на макроекономски план, наместо да дава бенефиции за трето дете во време во кое граѓаните не можат да се одлучат ни за прво. И сега државата не само што не покане да влезе во туѓа постела, туку сега е неприкосновен собственик на женската матка. Брилијантно! Зошто надлежните седеа со скрстени раце, кога интелигентната младина почна масовно да се иселува од државата? Зошто? Каква дрскост. Во државата снемува македончиња, а ние жените сме се фатиле за женски права, кариера и политика. Одбивам да бидам репродуктивна машина. Одбивам да се експлоатирам себе си за спас на татковината. Одбивам да бидам роб на патернализмот. Ако тоа е цената која треба да ја платам за јас да бидам совесен граѓанин, тогаш јас одбирам да бидам несовесна. Стојам овде пред вас, за сите оние парови кои одамна сватиле дека се создадени еден за друг и дека не можат да имаат деца, а при тоа се големи верници. Стојам овде пред вас, за сите оние жени кои се создадени да бидат мајки, но на кои суровоста на животот не им дозволила да остават пород, а сепак го сакаат Бога. И што правиме сега? Сега ве повикувам сите вас, девојки, сопруги, мајки, родилки или народилки, сеедно. Редно време е да го заборавите правилото дека наведнатата глава сабија не ја сече. Проговорете и застанете пред светот. Токму онака како што јас денес стојам пред вас и ви велам. Горда сум, затоа што сум жена. Јас немам што да се срамам и плашам. Моето тело е моја собственост и само јас решавам дали ќе си ја покријам половината за да се множи татковината. Сега вам ви ред.